Вакво собирање, викате друштво дома да се гледа светското првенство и најефтината комбинација е да им понудите пиво и кикирики. Значително поскапа шема би била фудбал и вино. Со виното одат грицки, кашкавал, малку сувомеснато, пица. Сега ќе олесни таа малку варијанта шприцери, пола смедеревка, пола пелистерка. Третата комбинација би било фудбал и жолта ракија. Таа Најултрас варијантата. Го крева трошокот. Со ракија задолжително е мезето, сирење, кашкавал, сувомеснати, салати, пинџури. А мислам дека најопасна по джебот е комбинацијата во термините кои ќе бидат со 4 надпревари дневно. Се собирате во 10:30 сабајле, првиот надпревар е во 11, па почнувате со кафе, домакинката измесила пита, но доаѓа полека пладне, се ближи почетокот на вториот надпревар, ајде ќе свртиме малку на жолта, ама со тоа одат сите овие работи што ги споменавме. Па потоа се ближи третиот надпревар и се треба да се постави софра, се пали скара, плескавици, колбаси, по некое ребро, не многу масно, се отвора црвено вино, се отвораат повеќе шишиња и кога ќе дојде четвртиот надпревар, веќе работата станува стасана, а секој добар домакин би рекол ајде да завршиме со коњак и со орасници. Апетисани, да. И на крај кога ќе се види сметката излегува многу поевтино е да се оди во Катар да се гледа еден надпревар што дружењето, па се останува да кажеме да живее пивото и кикириките.